Колега Велковски кажавте една реченица со која ќе се сложам во 100%, тоа е дека ништо не е променето. Вие, вака, мене ми е интересно да ве гледам кога во 2016-15 на едни протести под парола "Нема правда, мир", се фокусиравте на судството, вие, не лично вие како власт, Тодоров го нарекувавте министр за смрт, а сега излагате на говорница да го браните. Мене вака ми е интересно да ве гледам тоа. Сега велите, што е истинат правник? Јас се обидов во дискусијата да појаснам што е истакнат правник, консултирајќи речник на македонски литературен јазик, каде придавката истакнат вели што е позната во јавноста и што се одвојува од другите. Значи, треба да се издвои некаков квалитет за да бидеш истакнат. А ви дадов информација дека согласно незиното CV на кандидаткава, компетенциите кои што ги има е магистар по право и правосуден испит. И такви кандидати има многу. Значи, тие квалификации не ја издвојуваат од тоа множество на многу правници. А ќе се сложите дека професор на правен факултет е веќе истакнат правник, со некој позамашен бекграунд позади. И така сакав да направам компарација што се подразбира под истакнат правник. Инаку, ако сакаме да го дефинираме тоа, во меѓународното право има искуства што е истакнат правник, има дефиниции, колку Венецијанска комисија има дефиниции што е истакнат правник, колку искуство треба да имате, на кои работни позиции, професорски, па и во апликативниот дел, како, не знам, адвокати и било што, значи има дефиниции. Па не може, тогаш која е разликата од правник и истакнат правник? Тогаш секој правник вас ви се вклопува во филозофијата да го предложите како истакнат правник. И затоа споменав со огромна почит кон починатиот професор Ѓорѓе Марјановиќ, да ви доловам за каков кредибилитет сакам да слушнам овдека во собрание да разговараме, да дебатираме, а не да се враќаме назад. Па вие зборувате како било. Еве и да се сложам хипотетички со вас дека не било добро тоа. А вие 2016 на протестиве тоа им го велевте на граѓаните кои баравте да ве гласат, дека ќе правиме истите работи кои што ги правеше ВМРО. Дека истите лоши работи кои што ги осудиле граѓаните, вие ќе ги правите и сега ќе правдате избор на несоодветен кандидат со тоа што е предложил некогаш нешто? Или ветувавте реформи во правосудниот систем? Ветувавте реформи во правосудниот систем и ветувавте правда. Правда во државата која ви се сведе на 92% недоверба, кажана како шамар од амбасадор на Соединетите американски држави. И вака ли ќе го подобрите и ќе го доведете правниот систем на нозе? Со вакви кандидати. Јас тоа сакам да дебатирам. А не како било во 2011. Не било добро, очигледно затоа сме опозиција. Ако вие ги повторувате истите грешки, како очекувате овој народ да има доверба и во вас, како и генерално во политиката, и во правосудниот систем и во секоја сфера на живење? Ако оправдување за правник од калибар на кандидаткава е тоа што ВМРО имало некаков друг предлог во некоја, не знам која година. И затоа ние сме подобри од вас. Всушност не сте подобри, него сте помалку полоши од вас. Лоши сме и ние и вие, ама вие сте помалце лоши. Мислам дека затоа треба да разговараме. Да ги пронајдеме вистинските луѓе на вистинските позиции. 9 години ќе биде уставен судија. Нема една година да биде. И јас ви гарантирам уште една работа. Јас и вие, се извинувам, се сложивме дека се потребни промени во начинот на избор на уставни судии. Ама ви гарантирам една работа. 9 години вие со мал прст више нема да мрднете на тема уставен судија. Ќе си ја завршите работа во собрание, ќе се изгласаат овие 3 предлози и вашата приказка е завршена тука. Ниту ќе ви текне да отворите една тема. А доколку сме се сложиле и сакате дебата, можевте да гласате за потребата за носење на закон за избор на уставни судии, кој што е во собранијска, беше во собранијска процедура, па можеби ќе се усогласевме и ќе најдевме методологија како да ги избираме овие уставни судии. Меѓутоа вие гласавте против. Не сакавте ни дебата. Така што ние вака декларативно
Може да личиме на манекенкиве од овие светски избори за миси да велиме дека сме за мир во светот, ама во пракса да си тераме тоа што е агенда на партиите. А имавте шанса да кажете дека да, предлагаме таков и таков кандидат, кој што ќе беше поддржан од опозицијата и ќе можевте да се пофалите со тоа што сте го сработале. Вака, разлика дали има директна или индиректна поврзаност со вас, ова е уште еден партиски послушник кој ќе ги извршува задачите дадени од СДСМ и ДУИ. Благодарам. Благодарам.